Добар ден, драги ученици! Добро дојдовте во нашата училница. Јас сум Ивановска Анета, наставничка во прво одделение, Основното училиште Петар Петрович Njegош, колонија Идрисово. Денешната тема е наменета за ученици од прво одделение по предметот ликовно образование. Наставна содржина, цртање и илустрација на текст. Очекувам од ученикот, ученичката, да ги остварува самостојно и слободно своите сознанија, доживувања, печатоци, мисли и фантазии со изразување преку ликовен цртеж. Јас денеска ќе ви ја прочитам сказната Пепелашка. Сакам внимателно да ја слушате, бидејќи денешната домашна задача ќе биде поврзана со оваа сказна. Пепелашка. Се разбудила жената на некој богат човек, па кога почувствувала дека ѝ се ближи крајот, ја повикала својата ќерка Единица и ја рекла: Драго дете, биди добра и честна, па секој ќе ти помогне. Откако го кажала тоа, таа ги затворила очите и починала. Девојчето секој ден одела на гробот на својата мајка и плачало. Не ги заборавала зборовите на мајка си. Кога дошла зимата, снегот го покрил гробот на мајката со бела покривка. А кога сонцето напролет го растопило снегот, богатиот човек се оженил со друга жена. Жената со себе ги донела своите две ќерки, кои надиму биле многу чисти и убави, но во срцето биле толку зломни и валкани. Зар оваа глупава гуска ќе седи со нас во субата, говориле тие. Кој сака да јаде лепки мора да заслужи, рекла макијата. Тие ги го земале сите убави фустани и навлекле на стара и сива престилка и давале дрвени налани. Погледни ја гордата принцеза колку се дотерала, извикувале тие и се смееле. Ја одвлекле од кујната, каде таа морала да работи тешки работи, од утро до мрак, да станува рано в зори, да носи вода, да пали огин, да готви и пере. Освен тоа, по усеците и правеле секакви пакости и се подсмевале, и во пепел ти сипале грашок и леќа, а таа борала да седи и да чисти. Навечер, заморена од толку многу работа, морала да легне кај огништето, бидејќи немала своја постела, бидејќи постојано била прашлива од пепелта, ја нарекле Пепелашка. Еден ден, татко ѝ се подготвувал да замине на пазар, па ги прашал паштерките: Што сакате да ви донесам? Убав фустан, рекла едната. Бисери и скапоцени камења, рекла другата. А ти, Пепелашка, прашал татко ѝ, што сакаш ти? Татко, скидете го првото гранче, кој ќе ви ја допре шапката кога ќе се враќате дома, и донесете ми го мене. Така таткото им купил на двете паштерки убави фустани, бисери и скапоцени камења. И враќајќи се дома низ шумата, го закачило едно гранче и му е симнало шапката од глава. Тој го скинал гранчето и го понесол со себе. Кога втасал дома, на паштерките им го дал тоа што го побарале, а Пепелашка и го дал гранчето. Пепелашка му се заблагодарила, отишла на гробот кај мајка си и го засадила гранчето. Притоа толку многу плачала, така што солзите и се сливале низ образите и го заливале гранчето. Од незините солзи гранчето веднаш започнало да расте и станало многу убаво дрво. Пепелашка секој ден 3 пати на денот одела на мечениот гроб, плачела и се молела, а секој ден на дрвото слетувала една бела убава гулабица. Кралот на таа земја сакал да приреди свеченост, на која ги поканил сите убави девојки од кралството, за да може неговиот син принц да се избере невеста за себе. Кога двете полусестри слушнале дека тие се поканети, многу се израдувале. А Пепелашка заплакала, бидејќи таа посакувала дојде на балот, па ја замолила својата помајка да ја поведе со неа. За ти, Пепелашка, рекла таа.
таква полна со прашина и пепел, додиш во дворецот. Немаш ниту еден фустан, ниту чевел, а сакаш да танцуваш. Бидејќи Пепелашка ината му ја молела, таа рекла: еве ти сипав еден сац со леќа и пепел, ако за 2 часа ја исчистиш леќата, може да дојдеш со нас. Пепелашка излегла на задната врата од градината и извикала: о, вие питоми голабици и сите птици под небото, дојдете и помогнете ми. Добрите зрна во лончето, лошите во вашиот стомак. Веднаш слетале на прозорецот 2 бели голабици, а потоа долетале сите птици под небото и се спуштиле во пепелта. Голабиците закимкале со главата и клуц, 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 а по нив и сите останати птици го исребиле сите зрна во садот. Не поминало ниту еден час, тие завршиле со работата и одлетале. Тогаш девојката, сита радосна, го однела садот кај својата помајка, верувајќи дека сега ќе смее дојде на таа свеченост, току мајката ѝ рекла: не, Пепелашка, ти немаш фустан и не знаеш да танцуваш, сите ќе ти се смеат. Се завртела со грбот и побрзала кон своите ќерки. Кога веќе немало ниту еден дома, Пепелашка отишла на гробот кај мајката по дрвото и рекла: драго дрво, затреси ги гранките и нароси ме со злато и сребро. Птицата голабица и фрлила прекрасен фустан, толку блескав и раскошен, како што никој немал, но и стаклени чевлички. И еден многу убав пајтон, со бели убави коњи. Кога Пепелашка отишла во тој фустан на свеченоста, сите занемеле од воските. Принцот танцувал само со неа. И кога некој друг ќе ја замолел да танцува со него, тој викал: не, таа е денеска моја партнерка. На Пепелашка толку и беше убаво, што сосема заборави на времето. Кога големиот часовник отчукна полноќ, Пепелашка беше шокирана. Извини, јас морам да одам сега, рече таа. Не, почекај, јас не знам ни како се викаш, викаше принцот. Пепелашка побегна, а принцот потрча по неа. Меѓутоа тој единствено успеа да го земе стаклениот чевел што и падна на Пепелашка. Во еден здив Пепелашка се качи во кочијата и отиде дома. Се пресоблече во валканите алишта и си легна. Наредниот ден принцот со чевелот отишол кај таткото на Пепелашка. Ниту една друга нема да ми стане сопруга, освен таа која може да го убие овој чевел, така рекол принцот. Двете сестри многу се зарадувале, бидејќи имале убави стапала. Постарата го зела чевелот и тргнала со мајка си во собата да го проба. Бидејќи чевелот бил многу мал, така што не можел палецот да ја влезе во него, мајка ја го даде ножот и ја рече: отсечи го палецот. Кога ќе бидеш кралица, нема да имаш потреба да одиш. Девојката го отсекла палецот, ја напикала ногата во чевелот и потрчала на кај принцот. А тој, како своја невеста, ја качил на кочијата и ја одвел со него. Кога минувале кај гробот на мајка и на Пепелашка, на гранката од дрвото седеле 2 голабици и гугале: гукни, гукни, голабице, крв се слева од чевелот, чевелот е премал, а невестата права ја нема. Принцот ја погледнал незината нога и забележал како тече крв од неа. Тој го свртал коњот и ја вратил лажната невеста и изјавил дека таа не е вистинската, па замолил другата сестра да го проба чевелот. Сега другата отишла во собата и со мака ги набила прстите во чевелот. Бидејќи незината петица била многу голема, па мајка ги го дала ножот и ја рекла: отсечи дел од петицата. Кога ќе станеш кралица, нема да имаш потреба да одиш пеш. Девојката го отсекла дел од петицата, ја втиснала ногата во чевелот и излегла пред принцот. А тој се качил на својот коњ како своја невеста и одјавал со неа. Но кога минувале крај гробот на мајката на Пепелашка,
На гранката стоеле истите две гулабици и гукнале. Гукни, гукни, гулабице, крв се слева од чевелот. Чевелот е премал, а невестата права се уште ја нема. Принцот ја погледнал незината нога и забележал како крвта протекува низ чевелот. Па тој го свртал конјот и лажната невеста ја вратил дома. Ниту оваа не е вистинска, рекол тој. Дали имате други ќерки? Не, рекол таткото. Тука е само уште пепелашка, сиракот од мојата покојна жена, но таа не може да биде ваша невеста. А кога принцот замрнал да му ја покажат, помајката извикала: А, не, таа е сета прашлива и валкана, не може да ви ја покажеме. Но принцот останал на свое, па тие морале да ја повикаат пепелашка. Таа прво си ги измила рацете, па лицето, па излегла и му се поклонила на принцот, кој го дал стаклениот чевел. Тогаш таа седнала на клупата, ги собила дрвените налани и го облекла стаклениот чевел, кој соодветно и прилегал. А кога станала и принцот ја погледнал в лице, тој ја препознал убавата девојка со која танцувал ноќта и извикал: Оваа е мојата вистинска невеста. Помајката и полусестрите се скамениле и побледеле од бес, а тој ја качил пепелашка на конјот и одјевал со неа. Кога тие минувале ке гробот на незината мајка, белите гулабици кои биле на гранката од дрвото загугале. Гукни, гукни, гулабице, тука се чевличките, кои совршено и прилегаат на девојката, бидејќи таа е вистинската невеста. Така пепелашка и принцот останале во својата среќа да живеат долго, долго. Еве, дечиња, завршиме со сказната. Мои првачиња. Значи, оваа сказна ви е многу позната на сите, читана од вашите баби, дедовци. За домашна работа ќе имате да нацртате некоја интересна случка од приказкава што ја раскажавме. Еве во прилог ја ви давам неколку слигички. Така. Кои се, мислам дека многу ќе ви помогнат и ви остава голем впечаток во сказната. Така, дечиња, се договориме за домашна работа. Сите да нацртате случка, впечаток, до видување и многу ви благодарам на вниманието и соработката на денешниот час. До видување, до следно видување.